Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Владата денеска донесе одлука со која се замрзнуваат цените на 11 видови овошје и зеленчук. Истата ќе важи од 5 април до крајот на месецов. Според последните испитувања на Институтот за јавно здравје, во Тетовскиот регион од 30 до 35% од децата се со прекумерна телесна тежина. Саботна дружба во Тетово, книжевни читања на дела од автори во рамки на проектот Добри гости. Владата денеска ја донесе одлуката со која се замрзнуваат цените на 11 видови овошје и зеленчук. Истата ќе важи од 5 април до крајот на месецов. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека ќе продолжат со контролите и за прекршителите ќе следуваат казни. Од задутре доматите и бананите не смеат да бидат поскапи од 70 денари, краставиците од 75, портокалите и лимоните од 55 денари и така натаму, односно за вкупно 11 производи, овошје и зеленчук. Владата одреди највисока цена по килограм во трговија на мало. Одлуката е донесена на денешната владина седница. Се опфатени, како што најавивме и претhodно, 11 производи, и тоа свежи домати, свежи краставици, кромит, карфиол, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Во делот на цените, сакам да информирам јавноста дека од 5 април па до крајот на месецот, свежите домати не може да се продават повеќе од 70 денари. Свежите краставици не може да се продават повеќе од 75 денари. Кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Карфиолот не може да се продава повеќе од 70 денари. Зелените пиперки не може да се продават повеќе од 90 денари. Гравот не може да се продава повеќе од 75 денари. Леќата не може да се продава повеќе од 110 денари. Бананите не повеќе од 70 денари, портокалите не повеќе од 55 денари, мандарините не повеќе од 60 денари, како и лимоните не повеќе од 55 денари. Сакам уште еднаш да ги уверам сите граѓани дека согласно сите информации на Министерството за економија, согласно сите анализи, цените, посебно на прехранбените производи, на енергенсите, целосно се стабилизирани и имаме надолен тренд во делот на намалување на цените споредбено и со претходните месеци и споредбено со претходната година, но секако званично ќе ги почекаме податоците од Државниот завод за статистика, кои веќе се најавени дека ќе бидат објавени на 7 март. Во контролите извршени од страна на Државниот пазарен инспекторат, од донесувањето на првата одлука која се однесува на ограничувањата на маржата, издадени се над 20 прекршочни платни налози. Од донесувањето на првата одлука која се однесува на ограничувањето на маржата од 5 до 10%, заклучно со последната одлука, извршени се над 1800 надзори и издадени се над 20 прекршочни платни налози во вредност од над 2,5 милиони денари. Пазарниот инспекторат постапува по сите одлуки на владата кои се однесуваат на цените на производите, а тоа значи дека и понатаму ќе работиме со полн капацитет и сите инспектори ќе бидат на терен на целата територија на Република Северна Македонија. Во Државниот пазарен инспекторат и граѓаните можат да ги пријават трговците кои не ги почитуваат одлуките, кои се однесуваат на замрзнување на цените на производите. Бројот на лица со зголемена телесна тежина пред се на деца секојдневно се зголемува. Најдобро е да се превенира, зашто дебелината веќе стана сериозен здравствен проблем, советуваат здравствените работници.
Во почетокот на 2000-те години, значи меѓу 2000 и 2005 година, за дебелината се зборуваше како јавноздравствена бомба. И таа јавноздравствена бомба во денешницата ни се претвори во експлодира и ни се претвори во болест. Според последните испитувања кои ги спроведе Институтот за јавно здравје Тетово, кај децата во Тетовскиот регион, од 30 до 35% и од машката и од женската популација се со прекумерна телесна тежина. Дебелината е ризик фактор за појава на разни незаразни заболувања. Потребна е превентива и сериозен пристап, вели доктор Ратко Давидовски. Последните испитувања, значи зборуваме за Тетово и општините што ги покира Центарот за јавно здравје, последните испитувања некаде на околу 1000 примероци на деца со различни возраст покажуваат дека околу 34,4% од машката популација е дебела, односно со прекумерна телесна тежина и дебела, и околу 32,8-9% од девојчињата се со зголемена телесна тежина. Дебелината е ризик фактор за појава на разни незаразни заболувања од типот на диабет, од типот на хипертензија, од типот на хиперлипидемија, од типот на кардиоваскуларни други заболувања и бубрежни заболувања. За да не дојдеме да ги лечиме во подоцнежниот период овие работи, затоа и најдобра и економски најоправдана е превентивата, односно мерењата на постојаните и следење и мониторингот, и врз основа на тоа ги градиме и политиките во однос на дебелината. Доктор Давидовски советува да се избегнуваат диетите кај децата, а препорачува да се создадат здрави навики за исхрана и зголемена физичка активност. Кај диетите постои мода. Ако ги погледнете статистички, на секој 5 години некоја нова диета излегува. Наша препорака е да, кога е во најголемиот раст и развој на децата, да нема диети, да не гладуваат, туку да се обидат и да се обидеме да го стопираме зголемувањето на телесната тежина. Да се избегнува нездравата храна, балансираност во исхраната, да се избегнува седечкиот начин на живот и зголемена физичка активност. Но не е више она јади помалку, а имај повеќе физичка активност, многу посложени се фактори кои учествуваат во настанувањето на дебелината. Значи тука се и биолошките фактори, и генетските фактори, и социоекономските фактори, и секако и факторот на животната средина. Во секој случај, кога зборуваме за децата, не треба да има стигма, затоа што во подоцнежниот живот, покрај овие физички незаразни заболувања, може и да настане еден и емоционален дисбаланс. Тие деца се посрамежливи, депресивни, почувствителни. Речиси 1 милиарда од светската популација е гојазна, а се повеќе па и во земјава се отвараат разни центри против дебелина. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 10 минути во угостителски објект на улица Љуботенска во Тетово лишиле од слобода 43-годишникот Тетово, сопственик на објектот, и 53-годишникот Скопско Арачиново и 56-годишникот Скопски Синџелич, поради сомнение дека сториле кривично дело комар, казниво по член 398 од Кривичниот законник. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Во истиот објект при извршен преглед над 34-годишникот Скопски Чаир бил пронајден нож и против него ќе следува поднесок по член 80 од Законот за оружје.
Вчера во 15 часот и 15 минути во СВР Тетово повикан е 37-годишник од Тетовска Стримница, кој претходно бил пријавен од 50-годишна тетовка дека кон крајот на минатата година, заканувајќи им се на неа и на нејзините деца, изнудил таа да ја продаде сопствената куќа, наводно во замена за стан во Тетово. Но според пријавеното ниту добила стан, ниту пари, иако потпишала купо-продажен договор. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути во Гостиварско Зубовце, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 27-годишничка од Република Косово, поради сомнение дека непријавено престојувала на подрачјето. Таа е задржана во полициска станица за понатамошна постапка. Од секторот за внатрешни работи Тетово со потсетување дека за утре најавен е посебен сообраќаен режим на потегот од Стража до Тетовски Групчин, поради одржување на пригодна свеченост по повод започнувањето на градежните работи на автопатот Тетово-Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните дека на 4 април, вторник, од 11 часот и 45 минути до 13 часот и 15 минути на потегот од Стража до Тетовски Групчин ќе се воведе посебен сообраќаен режим, а поради одржување на пригодна свеченост по повод започнувањето на градежните работи на автопатот Тетово-Гостивар. Во овој период целосно ќе биде запрен товарниот сообраќај, при што товарните возила кои ќе бидат затекнати на автопатот ќе се исклучуваат од сообраќај, а ќе бидат отворени сите регионални патни правци на подрачјето кои ќе се користат за таа намена. Што се однесува пак до патничкиот сообраќај од Скопје кон Тетово, ќе се одвива до клучката југ и потоа ќе се пренасочува по регионалните патишта, а од Гостивар кон Тетово ќе се одвива до клучката Камењане, а потоа ќе се пренасочува по регионалните патишта. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да ги почитуваат наредбите и насоките од полициските службеници, како и сообраќајната сигнализација која дополнително ќе биде поставена на овој потек. Изминатава сабота група писатели од Скопје беа во посета на Тетово во рамки на проектот Добри гости, каде што заедно со нивните колеги од градот Подчара имаа можност да прочитаат извадоци од нивните книжевни дела. Целта на ваквиот настан, како што велат организаторите, е авторите меѓу себе да разменат книжевни идеи, а воедно и публиката да посведочи на ваквиот културен настан. Неколкумина автори од Скопје изминатава сабота во рамки на проектот Добри гости во организација на издавачката куќа ПНВ публикации дојдоа на гости во Тетово и заедно со нивните колеги од градот Подчара приредија вистинско уживање за присутните, читајќи извадоци од нивните книжевни дела. Желбата на авторите за меѓусебно поврзување, сплотување, размена на идеи и совети во областа на книжевноста беше главната цел на саботната дружба, но воедно целта беше публиката да посведочи на еден ваков културен настан. Тука сме да одржиме еден книжевен настан кој што е дел од серијата книжевни гостувања низ Македонија. Настанот го именувавме како Добри гости. Во принцип, неколкумина автори кои што живеат во Скопје, патуваме во другите градови низ Македонија, планираме проектот да трае една година, да посетиме повеќе градови во земјата, да се дружиме, значи авторите што живеат во Скопје со авторите нели од другите места во земјата, да се запознаат подобро, да другаруваат, да склучат известни, можеби и соработки, но на крајот на краиштата идејата е да се зближиме, да се запознаваме подобро, да се сплотиме во она што не обединува, тоа е книжевноста и во принцип целта на проектот е да се случи известна децентрализација на културата, затоа што знаеме дека најголемиот дел од книжевните настани се случуваат во главниот град. Идејата е да донесеме нели книжевност и во другите места, не дека малите места или другите градови немаат своја сцена, но сметам дека на овој начин ќе помогнеме и ќе поттикнеме уште повеќе вакви настани. На саботното литературно читање пред тетовци покрај етаблирани писатели се представија и млади автори кои надежно творат, а токму ваквите настани се одличен начин за нивна промоција, но и поттик да продолжат да се занимаваат со книжевност, велат од ПНВ публикации. На овие настани настапуваат и автори кои што се членови на Друштвото на писателите, значи етаблирани автори кои што имаат бројни изданија зад себе,
без оглед дали се работи за поезија или за прозни книги и така натаму, но исто така секогаш отстапуваме простори за млади автори, да речеме и студенти, и средношколци кои што можеби имаат објавено, но можеби и немаат објавено ништо досега, сепак сакаат да споделат нешто, затоа што целата идеја да имаме разнообразна и публика и во самата програма да имаме автори од секоја возраст, од секој жанр на творештво, значи и поезија, и проза, па и есеи и така натаму, се е дозволено и тоа е поентата на самите настани е да поттикнеме што повеќе млади да сакаат да читаат и да се занимаваат со книжевност. Кога ќе им овозможите на младите да читаат заедно на иста сцена со етаблирани автори, тогаш веќе се подигнува нивото на самиот настан и на нивното представување и верувам дека е тоа голем поттик за нив да продолжат понатаму со таа работа со пишување и слично. И исто така е добро и ние што сме повозрасните да откриеме нови таленти и така натаму. Јас како издавач исто така особено многу работам со младите автори. Сакам да бидам нивен ветер во грб, сакам да им помогнам, сакам да ги поттикнам да работат, се трудам и да ги насочам како да го подобрат квалитетот и сето тоа. Така што сметам дека вакви настани треба да има што повеќе. Значи сега ова е нешто што ние го правиме како некаква иницијатива, но се надевам дека на тој начин ќе поттикнам и други чинители од другите градови од Македонија да бидат што поактивни и да не се случува книжевните настани општо културата да се случуваат само во Скопје, туку да имаме една жива, активна културна сцена низ целата земја. Проектот Добри гости со реализација започнал од октомври минатата година со литературно читање во Штип, по која следната дестинација викендов беше Тетово. За во наредните неколку месеци бидат посетени уште неколку градови, пошто иницијативата се очекува да заврши кон крајот на 2023 година со маратонско книжевно читање во Скопје. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.